following takes place between 10 p.m. and 1 a.m. Events occur in real time. Драги мои, добро вечер и добре дојдовте во уште едно издание на Јади Бурек на Скајнет телевизија. Ќе се задржам само на вечер на почетокот, бидејќи другите вестници се помалку или повеќе скоро истите вести ги донесуваат и на крајот на криштата и ни они нешто не се загреани за презентирање во емисијава. Ние имаме многу поинтересна работа за вас. Но пред да одиме со тоа, значи во врска со клипот синоќа, што беше, ќе имате предност вие што ја гледате емисијата од самиот нејзин почеток, затоа што ќе имате можност први да коментирате. Нема да чекаме да правиме многу долга пауза. Значи одиме со вечер и веднаш потоа се навраќаме на клипот, бидејќи човекот што се јави синоќа во емисија го донесе севкупниот материјал кој трае скоро 1 час. Ке го извртиме барем 2 пати во емисијава, ке го искоментираме заедно со вас. Затоа ангажирајте се побрзо, а оние што сега нешто комотно си гледаат други телевизии, па подоцна ќе се вклучат, па и нема да бидат баш нешто културно третирани. Нема каење, се расчистува секс скандалот со судскиот совет е насловната страница на вечер утрешниот број. Инаку главното е дека косоварите го блокираа Блаце, и тоа со право. По 4 дена откако отровните цистерни се на граничниот премин. Прв пат во животот се обраќам на колеги, на луѓе кои ги знам во полиција, во власт, по редакции, секаде. Викам, дали има некаква теза за каква хемикалија се работи на Блаце? Никој поима нема. Викам, дали е киселина? Не знаат. Дали е пестицид? Не знаат. Само знаат дека не е радиоактивно. Но смрде има, која не може да ми опишат ни каква е, дали е на сулфурна база, дали е на база на нешто друго, за што би можеле да шпекулираме. Боцевски вели дека се земени мостри и дадени на испитување и дека нема да шпекулира за што се работи додека не добие анализи. Но да нема ни барем шпекулација за што се работи, навистина страшно. Тоа може да биде и некој боев отров вака како делува. Навистина страшно и не знам до кога ова ќе трае. А косоварите, ала линвера, луѓето барем си се борат за своето. Добро што блокира, затоа што нели да не беше и нивната реакција, кој знае сега пола држава ќе беше испоотруена. Македонија доби награда за топ реформатор. Прв пат во историјата Македонија добива некакво признание дека е влезена во реформи, дека општеството и земјата одат во позитивна насока. Економија од вчера Брилијант отвори фабрика вредна 10 милиони евра. Брилијант. Брилијант на штерија е? Чија и да е, честитаме, се надеваме дека ќе има масло и тоа поевтино ќе биде. Охи пасош, охи влез. Грчки војници од ФОР сакале да влезат без патни исправи. Охи. Рибарите го запалија знамето на Европската унија во Брисел. На страница 13 гитаристов ќе го определил мандаторот. Меѓународната заедница притиска и понатаму Тачи и Ахмети да се повлечат. Дуи ќе слави со протест, прегласување поради прекин на 11 избирачки места. Покрасничи од ДПА, кривични пријави за функционери од Дуи. Косоварите го затворија Блац. Грчки војници од КФОР сакале да влезат во Македонија без патни исправи. Представници на македонското МНР веднаш ги известиле надлежните во Брисел и целосната комуникација се одвива со НАТО, каде е утврдено дека грчките војници не ги почитувале правилата. А дали разбравте за италијанското педерче од Рај, кое македонците за време на изборите ги нарекуваше словено-бугари? Па имам еден словено-бугарски фалусоиден микрофон за него овдека во близина. Го молам италијанското педерче да дојде овдека да му го врачам
лично од позади. Па не знам како да ги третираш вакви луѓе. Дошол во твојата земја, наводно да известува и те навредува. Велат, па немој на навреда да враќаш со навреда, а па да му ќутиш ли? Бар да кажеме дека сме навредени, дека бараме да биде тоа санкционирано, иако италијаните глумат лудило, па велат дека тоа било точно. Најверојатно се работи за некој идиотче, кој било искеширано од некој си негов дечко од Тасос, нели, па си се нашле заедно и си нашле заеднички јазик, 69-ка, и се договориле да го навредуваат овој народ. Исто така тука им се приклучил и председателот на Франција, кој глуми дека сакал женски. Уствари, тоа е актерка до него, нели? И тој кажува дека многу сакал грци, дека ги обожава грците, дека многу сака да се шета на Тасос, Лесбос и да летува на Скијатос заедно со Готие и така натаму. Франција останува на страната на Грција во спорот со Македонија. Браво! Најдовте чалам кому да покажувате. Добро. Кој ќе биде новиот Бранко се очекува во трката за наследник на Шекеринска, Бранко Црвенковски да ги охрабри подпредседателите Игор Ивановски и Ани Макредули, кој важи за човек од доверба на Шекеринска, и струмичкиот градоначалник Зоран Заев. Во зависност од крајниот епилог на судскиот процес, не се исклучува и камбек на Владо Бучковски. Камбек to Мајданпек. Бране. Инаку за незаконски предизборни честитки до матурантите, истрага и против Тито. Црвенковски патува за Атина по покана на грчкиот председател Папулјац. Значи, Бране ќе иде да договори нешто. Ајде, напоарно ќе биде. Македонија доби награда за топ реформатор синоќа во Њујорк во US of A. Ајве го маслото за јадење од вчера се произведува по најнова германска технологија. Новата опрема за производство на зејтин од Брилијант ги намали трошоците на компанијата, чија цена во малопродажбата е пониска за 3 денари од литар. Инаку во земјава не е увезено токсично масло од Украина. Не, живи мај. Ај угаси светло, ако не светам. Ало, режија, може да угасите светло ова? Ако не светам, точно е што го кажем. Радиоактивен отпад, среда и еколошки амбиент. Пред крајот на учебната година се пумпаат петки. Се бара решение за сообраќајниот хаос во Скопје. Европските експерти за сообраќај о македонската метропола. Ова е добра вест. Даниела Трајковска. Целта е изнаоѓање на еколошки одржливи сообраќајни решенија во градовите со средна големина во Европа. Скопје е еден од 9 партнерски градови кои ги консултираме за проблемите со кои се соочуваат, а со помош на стручен тим треба да дојдеме до решение, вели Мерле Ахтен од ГТЗ, кој координатор на проектот. Ова ми се допаѓа, а не одма ќе тураме шини, ќе правиме трамваи и слични малумни. Нека има први сериозна анализа, па после ќе ги слушаме бугарите како ни солат памет дали треба ова или она. Спектакуларна акција на француската полиција, уловсен шефот на разбойничката група Pink Panther. Браво. А сега, драги мои, нема да должиме многу, одиме со режија. Значи, вчера видовме еден клип кој траеше 3 минути. Благодарејќи на гледачот кој се јави вчера, денеска го донесе целокупниот материјал, кој режија веќе молам да го пуштите од почеток. Режија? Значи, ова е почетокот. Добро, тогаш стиснете пауза, ве молам. Стиснете пауза, ве молам. Значи, вратете ја сликата да прочитаме убаво. The Macedonian Political Organization, МПО, не значи македонска патриотска организација, туку македонска политичка организација, 1932, 11-та годишна конвенција која се одржала во Кливленд, Охајо. Молам да продолжиме. Телефоните веднаш ги отвараме за вашите коментари. Hello Cleveland, овде и не би требao нешто посебен превод. Многубина беа трогнати од оној документарен филм во кој покажува свеста на македонецот 20-тите години, ова е 32 година, меѓу останатиот материјал и материјал од 22 година, Кливленд како изгледал тогаш,
Gentlemen of the Central Committee of the Macedonian Political Organization. Значи, ова е оригинал, значи, ова се господата кои се членовите на македонската политичка организација. Може би некого ќе препознаете овдека, може би некој не, некој се може би живи, некој може би одамна. Но во секој случај, the Balkans most beautiful Macedonian peasant costumes Cleveland has ever seen. Значи, ова се најубавите македонски носии кои Кливленд воопшто ги има видено. Стои малце, фриз фрейм, стоп. Многу ми доцнете со тоа стоп, требаше да ја видам онаа транспарента малку наназад, ништо, пуштете. Или ако можете секунда назад да вратите. Секунда, што пишуеше на транспарентот? Да го прочитаме. Затоа што бугарофилите ми се јавија, живи среќни дека сум го промовирал МПО. За жал, бугарофилите се малку и неписмени, па ете мислат дека одлично, браво режија, браво. Значи, тука фриз фрейм. Стоп. Macedonian Political Organization. Или верувате дека ова Јанко успел толку добро да го бива во копи-пейст, erase и слично. Продолжете, ве молам. Одлична соработка имаме со режијата и убаво ќе го изгледаме овој документарец. Вие слободно вклучете се во програма at any time. Еве ги носиите. Ова се наши македонки. Малку срамежливи пред камера. Сепак скромнички, убави, лични. Знаете и кога ќе помислите, нели, дека све пред 45-та година, кој што не убедуваме дека сме биле нецивилизирано племе, пауза, убаво е кога ќе се види на какво високо цивилизацијско ниво, со каков дигнитет сме ги славеле своите културни и фолклорни особености. Делегатите и посетителите на парадата бараат независно за Македонија. Продолжуваме. Македонска политичка организација повторно стои на транспарентот, можеме да прочитаме. Многу ми е жал за онаа лоша навика што имаат дел од нашите гледачи да се вклучуваат подоцна, значи да не ги интересира ништо што е на почетокот кажано, туку само делот каде ќе се убацат со своите приказни, но овој пат ќе останат малку така. Добро вечер, повелете во програма сте. Имате да искоментирате ова што го гледаме? Ало? Да, повелете. Имате да искоментирате ова што го гледаме во моментов? Добро. Режија, бидете подготвени тука нешто да паузираме. Мислам дека има некои транспаренти кои би можеле да застанеме и да видиме. Стоп, да го видиме знамево. И ја морав да се доближам до мониторот. Малку ми е нејасно што пишува на ова. Macedonia for the Macedonians. Mansfield, ако не се лажем. Добро, ова е некоја локална организација од тоа место. Океј, продолжуваме, одлично. Стоп. Macedonian Пирин и не знам што, Охајо, Македонија на македонците и така натаму. Значи, македонците од Пирин за независна Македонија, Клейтон, Охајо, така мислам дека пишуваше. Видите? Што ми е драго што нашите предци убави, дотерани, цивилизирани, културни, стокмени, елегантни луѓе, достојни. Колку време само ни переа мозок да се срамиме од она што биле некогаш нашите предци, уствари, кога ќе ги загледаш овака и со овој достоинствен чин, мислам дека стоп да видиме ова што е. Macedonија, да, ова се значи локално, продолжуваме, добро. Насловите на локални организации низ Соединетите држави кои дошле на овие протести, на оваа парада, Justice, Macedonian Justice, македонска правда. Гледате колку величествено изгледа се во ова. Ќе ги видиме тука и нашите сојузници,
кои ќе ни помогнат во сево ова. Стоп. Режија, знам дека ќе ви биде малку тешко. Значи, во горниот агол овој транспарент може ли малце да го вратиме? Може ли, ја ќе седнам, ајде, за да имате друг кадар. Аха, одлично. Чекај само да се приближам да видам што пишува. Браво. America is the most... Океј, добро. Некоја транспарента која слави Америка дека е најголемата земја каде што е слободата и демократијата. Во ред, продолжуваме. Ја не сум го погледнал овој материјал, значи коментирам она што сум го видел ад хок, вака, буквално како пренос. Лични, убави, дотерани, модерни. Браво. Уште тогаш знаеле како се лобира за својата земја. Стој. Thousands lined the sidewalks to watch the parade of men, women and children, many in native costumes. Floats, flags and placards tell their purpose. Значи, илјадници стоеја од страна и ја гледаа парадата на луѓето, жените и децата, повеќе многу мина од нив облечени во нивните традиционални носи. Добро, продолжуваме понатаму. Стоп. Значи, 13-та конвенција, ова е 13-та конвенција на Македонската политичка организација. Значи, повторно уште еднаш, да не бидат утре манипулации, затоа што кога го ставив краткиот клип кај мене на блог, веднаш се јавија некои бугарофилчиња и рекоа, џабе го покривате кога сте правиле преправки, тоа е МПО и така натаму и така натаму. Ке се појави овдека во филмов и Тодор Александров, за кого имаше една дебата и една книга која се презентираше овдека во емисијата, но тоа оставам на некои други. Дали имаме гледач на линија? Значи, режија, ако има гледач, веднаш вклучете го. Ало, добро вечер. Ало, здраво. Повелете во програма сте. Се слушаме? Да, одлично. Јанко, морам една критика, чекам више 5 минути. Си извинувам, кажете. Вака ме интересира, сега пуштите, ја синоќе не гледав, меѓутоа ме интересира за каков документарен се работи. Ова што го гледаш и ти, го гледам и ја. По други информации немате? Немам. Не, а? Не. Благодарам за јавувањето. Значи, ова е македонскиот бейсбол тим, победник на аматерскиот шампионат во Индијанаполис. Продолжуваме понатаму. Значи, овде има снимки 32-ра и 22-ра. Македонија на македонците. Значи, македонците во почетокот на 20-тиот век. Стоп. Lots of peep in this band of the orphans home. Аха, значи повеќето овие музичари во овој бенд се сирачиња од домот за сираци. Океј, продолжуваме понатаму. Значи, овдека на овој документарец се гледа како македонците во 20-тите, 30-тите години во Соединетите држави барале независност, протестирале на еден достоинствен, цивилизацијски начин за независна Македонија. И гледаме колку спектакуларно. Ало, добро вечер, повелете у програма сте. Ало, добро вечер. Повелете. Драго ми е што сме заедно на овој ваков фантастичен филм. Да. И сметам дека многу јасно е, веќе децидно јасно е дека македонците уште од раните години на 1922 година веќе формирано МПО-то, значи Македонската политичка организација, па сега 1932, значи 13-та конвенција. Така. Значи така од година, значи секоја година оние имале оваа конвенција и ова мислам демонстрација. Потпуно е јасно дека гледам плакати од Гари. И од Гари имаше плакати. Да, и од Гари имаше еден. Да. Така да
воопшто не е точно дека тоа биле бугари, дека тоа били така надека. Так. Тоа биле правите македонци. Да не се занимаваме манете ми бугарите тоа биле сега. правите македонци горбеци кои тиште со браво. Браво. трбухом за круком. Браво. За тиште и кога виделе дека 918 година сме под Србија, под Срба, Хрвата, Словенаца, они се дале во една таква акција, формирале политичка организација и барале према Македонија да биде независна држава. И тоа е сосема више јасно секому. Да. И тука е нашиот почеток, тука е нашата, така да кажам, потпуна самосвест. Видите колку било тука богати луѓе, паметни луѓе. Да, ги гледаме, не се тоа парталови луѓе, да. Невидена интелигенција се гледа Добро, тука режи, луѓе, одлично. сосема со еден Така. смек, со еден ков, со еден сосема друг Така. представителност. И не смееме тоа така да го мислам отфрлиме. Да. Јасно е сосема после тоа како ишла и мислам историјата, Комунистичката партија Српска влегла овдека и нас не починила. Тоа се све така одело све до 91-та година, кај што еве и таа самосталност кога ја ги него самостално, се уште сме робови на таа Комунистичка партија. Комунистичката партија е најголемото зло на Македонија за независност. Кога ја ги сме имале некоја независност, комунистите ја торле. Не е точно. Независноста на Македонија почнува во со гурбечкиот дел. Они отишле надвор за да го едноставно македонството и како мислам нација, македонци со јазик, со ентитет, сосема јасно е дека Македонија постоела, само еве што не можела да се организира во една современа држава. Тука имало влијание српското, бугарското, грчкото лоби. Добро. Ја би замолил, ви благодарам. Може подоцна јавете се ако имате уште некој коментар. Сега да продолжиме ова на екранот можеме да прочитаме дека и хрватите исто така барале слобода за Хрватска и биле сојузници на македонците. Еве ќе го видите најдобро тоа. Сега продолжуваме режија. Тука спремете се за една пауза да направиме и да прочитаме. Стоп. Значи Defenders of Croatia, бранители на Хрватска или хрватски домобрани, кои исто така заедно парадирале со македонците. Продолжуваме. Значи во рамките на СХС не биле само македонците кои сакале независност, самостојна држава. Стои тука. Дали ќе успеем? Не може да се прочита. Сепак ќе треба малце лабораториски услови во режија на монтажа да се види подобро за што се работи. Може и да го пуштите за гледачите звукот, тоа е она мелодија која се повторува на 3 минути, ја затоа дадов во без звук да иде, чисто да заради илустрација да видите, се обидувам да прочитам овдека дали е нешто читливо. Вие режија, ако нешто видите дека може да се прочита, па и ова се значи транспаренти кои повикуваат за самостојност на Македонија, на Хрватска. На ваков начин се протестирало и се барало. Ова бил меѓународен притисок и освестување, лобирање за сопствената земја, сопствениот народ. Еве и тука читаме Македонија, македонци, слобода, а претходно ги видовме и хрватите. Значи, заедно протестирале за независна. Секако, знамето и на Америка, почита спрема земјата домаќин, која им овозможила, нели, и живот, и заработувачка, но и можност демократски да си ги изразат своите национални чувства. Со сите своји мани, американската демократија сепак е некаков урнек за светскиот поредок, каков таков, пак ќе речем со сите мани, за подобар, у овој момент не знаеме. И ова се тие работи што, знаете, американското општество им дозволува на луѓето да си ги искажат своите и има простор, нели, за најразноразни групи, верски, религијски, национални, и им се дозволува, бидејќи тоа е принципот, нели, секој заеднички со сопствените различности. На некој начин и Америка е некаква слика на она што допрва треба да дојде.
Хрватите и македонците заедно за борба за слобода, нешто така беше во тој стил. Еве го и големиот транспарент Independence for Macedonia. Режи, ако имаме некого на линија, слободно вклучувајте. Јанко? Да, повелете во програма сте. We want independence for Јанко? Macedonia. Да, ве слушам. Овие нашите македонци биле будали, а бил паметен Киро Глигуров или па Тито Петковски сега да ми го свени името. Сега нека гледаат и нека кажат оние нешто. Добро, дали е тоа се? Благодарам за јавувањето. Стоп. Конвенцијата се отвори во Шрајн аудиториум, масовна средба и говор на Пиџи Шанев, президент на Македонската политичка организација. Мистер Пиџи Шанев. ПГ Шанев. Океј, одиме понатаму. Значи, да видиме сцени од конвенцијата. Еве го местото каде се одржало. Добро вечер. Ало. Повелете во програма сте. Добро вечер. Добро вечер, ве слушам. Материјалот што ве вечер е стварно импозантен и импресионира, предпоставам дека целата држава на некој начин ќе биде импресирана. Јас се чисто да ја спомнам, односно да ја препознав песната која што оди во фон, нели? Ја знаеме, таа е бившата химна на Македонија. Стоп. Вратете малце тој црниот екран. Така, како се вика песната? Како ре? Изгри зоро на слободата. Изгри зоро на слободата и таа е пеена на првото на Аснон. Така. До 47 година била официјална химна на Република на Република Македонија. Народна Република Македонија тога. Така. Добро е што еве многумина го знаат. Иако еве ми го повторите, мене ми е драго што многумина го знаат. Ја не го знаев. До вчера не го знаев овој податок. И не се срамам да го кажам тоа, но еве, кога тогаш човек ќе научи нешто и за сопствената земја, го научив и ова. Само да? Би сакал малку да ме информирам доколку е заинтересиран од вашата редакција. Јас се поседувам снимката малце компониран, односно зборовите со текстовите се пред една година, две беше во време објавен као текст таа химна. Воопшто не станува збор за бугарска, како што многу ја нарекуваат, меѓутоа станува за... А ако не ви е тешко, бидете љубезни, испратете ми ја по мејл, донесете ја. Јас со задоволство ќе го објавам текстот на песната. А може би ќе го најдеме оригиналот кај што се пее со текстот. Па не, со текстот имам јас веќе во MP3 формат. Одлично, па ако не ви е тешко, испратете ми ја со задоволство ќе ја пуштам. Ајде ќе оставам телефони во редакцијата за да можеме некој нешто да искомплетирам во передниот ден. Добро, ви благодарам. Многу ми е жал ако немате по мејл, бидејќи по мејл најбезболно е да се испрати вакво нешто. Некој од делегатите пред средбата со Централниот комитет, одиме да видиме, значи кои делегати биле, кои се тие луѓе. Сега наскоро ќе видиме, ја преска успеав малку да дзирнам и да ги видам тие господа. Значи, ова е непосредно пред одржување на Централниот комитет на Македонската политичка организација. Знам дека имаме огромен аудиториум кој во моментов го гледа, може би некој момент Иван Михајлов, македонскиот Орел, го гледа. Ало, добро вечер. Добро вечер. Повелете, во програма сте. Ова химнова што се Застани тука, да? Што се пее во 45 на Асло. Врати. Сега кој ќе биде на 2 август во Пелинце да е обнова таму може. Добро, вие како предлог го давате, добро, благодарам. Пуштете режија. Само уште еднаш да прочитаме за орелот наш Иван Михајлов, македонски орел кој гледал, кој бдел над земјата Македонија. Документарецот е тогаш направен, еве ја сликата на Иван Михајлов и вели вака. Тој ја водеше борбата против Софија, Белград и Атина за обединета и независна Македонија. Против Софија, Белград и Атина. И се залагаше за Солун да биде главен град на Македонија. Мојата дамнешна желба.
сите македонци мора да се под македонската политичка организација Македонија за македонците. Мора да се приклучат на МПО, на македонската политичка организација. Македонија на македонците. Добро? Ова е 12-тата конвенција на македонската политичка организација. Од сите страни, македонците доаѓаат во Детройт со железница, со бродови, со автобуси, со автомобили. Значи, од секаде доаѓале за да дојдат на таа конвенција. Не сум ништо подготвен, ова адхок го коментирам, извинете ако нешто и погрешам, значи без никаква намера. Овој документарец е таков каков што е, кој го направил, не знам, направен е во тие години, тогаш како таков. Може би има нешто што и некому му се допаѓа, некому не. Ова е нечие гледање. Freeze frame тука, а ние идеме со гледачот. Можете во студио, да, повелете. Добро вечер. Добро вечер и повелете. Слушам овдека, прочитавте Иван Михајлов. Зашто не го кажете правото име дека он е Ванчо Михајлов? Господине, сите го црнат ко фашиста. Господине, ја нема да си дозволам надвор од она што ќе го прочитам на филмот. Вие коментирајте што сакате. Што го прочитавте? И тоа е Иван Михајлов, Ванчо Михајлов. Океј. Комунистите во времето го судеа ко фашиста. Да, добро. А умре до Не коментирам, ќе се воздржам од било што. Рим. Так, добро. Добро. Него да кажеме добри работи. Мислам дека може некоја друга емисија да одвоиме, сега да го оставиме филмов и да видиме што имаме. Mr. Gel Alexandrov prefers the airplane route. He starts fly over Detroit. His sign tells the story. Значи, ова е господин Александров кој сакал со авион, ја преферирал авионскиот превоз, а еве како неговиот лет бил преку Детройт и ознаката на самиот авион ја раскажува приказната само по себе. Синоќа ја видовме, добро е уште еднаш да ја видиме. Одиме режија. Независно за Македонија. Ало, добро вечер. Добро вечер. Повелете во програма сте. Многу ми е мило што ова го прикажувате. Јас се јавувам од Македонската патриотска организација, случајно сум во Скопје. И мило ми е дека јас овој филм на времето го извадив од архивите. Господине, ја се извинувам. Ја се извинувам. Ви благодарам за јавувањето. Во овој момент ја не можам да си дозволам и нема да дам, значи, никаква реклама. Ја добив доста од бугарофили, од разни радикални бугарски струи и така натаму и така натаму. Не е ова македонска патриотска организација, ова е македонска политичка организација. И за мене останува тоа што е. Дали е тоа така, дали има некаква поврзаност или не, нема да дозволам во оваа вечер, додека го гледаме ова, да дојде и до такво препукување. Ако сакате нешто за МПО да кажете, кажете утре. Сега оставите не во нашата заблуда дека ова што го читаме не е тоа што го читаме, не е тоа што го читаме и не сакам да се поврзува со никакви активни, неактивни, промакедонски, пробугарски или било какви партии, стварно не ме интересира во овој момент. Овој момент ми е мене само да видам што донесува овој документарец. Анализите, дали е тоа така или не, ја ќе ги оставам сепак на некој професионалец, на некој учен човек, кој ќе искоментира и кој со својот авторитет, може би тој ќе бидете утре и вие, може би вас ќе ве поканам, но сега за сега, јас само ќе го коментирам оно што го гледам и оно што го читам. Бидејќи тоа е изворно и оригинално, гледам дека никој не го правил и така натаму и нема да си дозволам сега навлегување во се ова. Може би сте со најдобра намера, но ве молам, вечерва да го оставиме ова да го разгледаме. Продолжуваме понатаму.
Ја веќе на интернет го најдов маршот на македонските револуционери. Мислам дека ми посочија дека ова во суштина снема струја позад. Добро. И гледате какви спектакуларни. Значи колку биле масовни македонците во организирањето на протестите што ги организирала македонската политичка организација за независна Македонија. Ели, во борбата нивна против Софија, против Белград, против Атина, Централниот комитет и професорот Андреев. Ако не се лажам така прочитав, добро. Не е важно да не се навраќаме на секоја. Мислам ќе има можности, ова сигурно ќе се пушти повторно. Добро вечер и повелете. Ке говорите, повелете. Режија, ве молам, разберете се со гледачот. Ја го слушнав, но немавме фидбек од негова страна. Колку само деца. Значи не си дозволувам никакви посебни тумачења на се во ова. Стој да видиме. Стоп. Стоп. Режија. Добро. Само да се доближам да видам што пишува. Македонска политичка организација Солун, Спрингфилд, Охајо. Добро, продолжуваме. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Цветање тука, воодушевени сме, ево со сопругата гледаме, колку интелектуално и убав народ е иселен од Македонија, избеган во тие времења. Ова е и позатна слика, а кратко само да кажам за химната. И можам кратко и да испеам. Изгреј зора на слободата, зора на вечната борба, изгреј душите на срца и срцата на сите роби на светот. Ви благодарам за јавувањето. Ќе пуштиме сепак верзијата од интернет. Не се сомневам во вашите добри намери, да се сомневам во вашите вокални способности. Не ми замерувајте. Да видим само каква е верзијата овде како ја ни е презентирана. Очигледно Мозилата знае поприлично да заглави во ова, како и сега. Малку подосна ќе го чуеме. Да видиме, стоп. На парадата има 3000 македонци. Така ли пишуваше? Дали имаш уште нешто што треба да прочитам? Режија? Еве убавата македонка, која символизира како кралица македонска со американска. Да, 3000 македонци го следат оркестарот, така. 3000 македонци. Ние сега не можеме 3000 да собереме за една работа. Добро? Значи, повторно, парада, не е ни протест, не е ни... Гледате, нема насоста, сето тоа се убавина со прикажување на македонска политичка организација. Значи, затоа, додека ги читам овие наслови, нека не ми се јавуваат од други организации да си прават само промоција. Не можам да го... ги гледаме и македонските дами. Добро? Добро вечер. Добро вечер. Повелете, во програма сте. Најпрво честитки за изборот Јанко вечерва. Сакам да ви кажам нешто, дека јас сум еден од оние помладите кои што е воспитан дека ова е македонска политичка организација, а не онака како што некој сака да ја каже. Тоа го знам уште од дете, од мојот татко. И друго, во тоа време сите оние кои што се бореле за независност, и македонците, и хрватите, понатаму од Титова Југославија беа прогласени за државни непријатели. Затоа ни е скроена таква историја како што имавме досега, дека ова фактички не бил вистинското лице на Македонија. Не е точно. Ова е вистинското лице на македонците, оние кои што до скоро, барем досега, дека вие не го бяхте, беше забрането и да се спомнува, камо ли да се приказва. Толку има само. Добро, Режија, ја би идел сега, може да паузирате, може пауза таму, и да го пуштите мојот компјутер. Маријан, колегата од Цител, ми посочи веднаш линкот на YouTube, се наоѓа и да ја чуеме. Маршот на македонските револуционери, па да чуеме како звучала хорската изведба.
Павел Кивир Бродата. Отоманската банка. Продолжуваме ние со филмот, документарецот што го добивме, нели? Да ги видиме понатаму другите, нели, како се ово изгледало. Тоа е наистина раритетно и мене многу ме заинтересира, сакам да го видам. На страна сите после тумачења, тоа нека се тумачи кој како сака. Добро вечер за следниот гледач. Ало? Повелете во програма сте. Добро вечер. Добро вечер, повелете во програма сте. Јанко, воодушевена сум, гледачка од Скопје, поточно Бети од Скопје. Сакам да ви кажам дека се чувствувам горда. Достоинството на македонскиот народ се гледа уште од 500 години. За жал, овој пат не сакам да звучи политички, меѓутоа една група на наши политичари го згазија нашето достоинство. На пресконференција се вида не беа комплет. Јас сакам само да кажам, правите македонци, правите мажи да доваѓаат на и тоа ќе биде нашата победа, не може никој тоа да ни го земе. Јас сум горда за овие убави луѓе што ги гледам, јас сум горда за овој филм вие што го давате, затоа што вие успеавте, вие Јанко лично, да ве гледаме и да ве следиме во овие моменти и пред изборите и сега, со едно чувство дека имаме разум, имаме свест, имаме совест и знаеме да одлучуваме со своја глава, а не со главата на компромисните луѓе. Овој филм треба да го гледа секој македонец и да знае дека вреди многу повеќе од сите тамо во Европска Унија. Затоа што во тие години да се организира, еве во моментот гледам, на такво високо ниво, сите дотерани, среќни и достоинствени, тоа значи дека во нашиот народ има посебен дух, во нашиот народ меѓутоа, еве тоа сме ние и така треба да се продолжи. Правите луѓе да доваѓаат, само тоа ни треба, а овој народ знае после да ги следи, да ги поддржува и да ги охрабрува.
благодарам. Еден гледаш бара како да го види утрешниот македонски спорт. За жал, еве денеска се зафативме со друга работа. Македонскиот спорт ќе мора сабајле да го купиш. Macedonian Demonstration Melbourne Official. Каде го прочитавте тоа? Страна на YouTube. Аха, добро, значи македонските протести во Мелбурн. Тоа се современи сега. Најдов уште една верзија, добро, од пред 10 дена, окей, ќе го побараме и тоа, ако веќе идеме со такви работи. Ве молам една пауза таму. Истото е она претходно се дesi. Не знам. Значи, драги мои, окей. Да, видовте и сцени од Астом и така натаму, каде што е за последен пат може би изведен, или како што велат нашите гледачи, до 47 се изведувало, ова била македонската химна. Сакам да ви кажам дека сите овие работи постојат на интернет, можат да се најдат. Овој документарец го добивме, не знам дали го има, оној краткиот клип веќе го имате на мојот блог, кој, искрено да ви кажам, уште не проверив да видам дали се нафатиле паразитите од татарија за да си докажуваат некои работи кои обично знаат да се налепат на вакви работи, но ги ишкам како муви со метла. Во секој случај, ние можеме сега да продолжиме со овој клипов, да го догледаме. Има една интересна порака која вели вака. Предлагам клипот од 22 година да му се прикаже на господинот Мимиц. Потоа споредија нашата величественост од 22 со нашите собраќа од Шипковица 21 век. И со гордост режија. Ве молам, звучникот, разговарајте ако треба со гледачот, додека читам, само малку трпение. А овдека фриз фрейм, можам да кажам дека на снимките се наоѓа и мојот дедо. Да, еве го. Со гордост можам да кажам дека дедо ми Андон е дел од парадата на свој 25 години. Македонија за секогаш, Наташа Марковска. Ете и се подпишала за да го прочитаме и незиното име. Добро, еве го повторно авион. Long live independent Macedоnia. Ова е добро за на маичка, вака црна маичка со бели. Еве 14-тата конвенција која се одржала во Акрон, Охајо. Како? Да, па цело време го повторуваме дека е тоа не патриотска, туку политичка организација и некои што сакаат тоа да си го преферираат дека е тоа така, тоа е нивни проблем, нели? Врати да видиме, овој филм е собственост на македонската политичка организација. Вратете ве молам режија. Малку. Така, одлично. Овој филм е собственост на Централниот комитет на македонската политичка организација на Соединетите држави и Канада, лоцирана во Индианаполис, Индиана. Ете, точно знаеме и кој го направил и чиф е овој. The Stars and Stripes symbol of justice and liberty, the Macedonian flag, meaning oppression and hearts struggling for freedom and independence.
Звездите и лентите се символот на правдата и слободата. Тоа се мисли на американското знаме. Но македонското знаме значи робство и тешка борба за слобода и независност. Продолжуваме понатаму. Еве го. Македонска политичка организација Пелистен, Крон, Охајо. Одиме понатаму. И Тодор Александров, легендарниот македонски лидер кој загина од раката на предавник во 24-та. Александров е татко на повоениот интернационален македонски револуционерна организација The Invisible and Heroic Macedonian Army, на невидливата и херојска македонска армија или непобедливата. Не можам од овде да видам баш најдобро да прочитам, се извинувам, без наочари сум. Which is feared by the oppressors, од кои се плашеа поробувачите на Македонија. Добро? И мислам дека ова стиката на Тодор Александров. Македонците од секаде од Соединетите држави и Канада се собра на 14-тата конвенција на Македонската политичка организација. Тие сака со манифест да ја прикажат нивната вечна љубов за нејзината земја. Ја од овде читам, не. Добро. Да не се вртам. Океј. На линија слободно пуштете го веднаш. Ало? Ало, добро вечер, повелете. Јас многу ми се допаѓа емисија. Посебно, скоро секоја вечер да следам. Меѓутоа оваа вечер посебно, бидејќи бугарофилството сака да го наметнат од реда на тоа е далеко. Тодор Александров историја, тоа е една работа. Меѓутоа, нели, ситуацијата на моментите што се случуваат 45-та пат од денеска, Македонската патриотска организација. Тука се појаснува и промената на името од патриотска во политичка, сите случувања во самата организација. Не ме интересира искрено да ви кажам. Не можам да се занимавам сега со тоа. Стоп! Одавање почет за исеќавање за оние кои погина, кои почина во големината на Соединетите држави, големата земја Соединетите држави, председателот ПГ Шанев полага венец на споменикот на паднатиот борец во Акрон. Ало, добро вечер. Да го видиме тоа. Продолжете. Добро вечер за гледачот. Ало? Повелете. Ја би сакал да кажам дека сум среќен за овие слики што ги гледам вечерва и тоа ќе го поврзам со новинарот од Рај, со писмо што денеска го пишував до моите пријатели во Чешка, дека не можам више оваа Европа да ја чекам за неправдините над Македонија. На овие што пишуваат дека тоа демек нешто бугарски, нема врска. Јазикот е македонски од овде до Москва. И овде јасно се гледа дека овие луѓе барале Македонија за македонците, а не Бугарија за бугарите, не Македонија за бугарите, не Бугарија за македонците, независност на Македонија за македонците. Толку е јасно и секој бугарофил паѓа овдека. Така. Со секого знаеш да влезеш во ова, многу ми е мило за
Не, нема да им дозволам, нема да дозволам да се ова сврти во на нечија воденица. Бидејќи се работи за чист патриотизам на нашите дедовци. Така. И мене ми е мило само да додадам уште нешто. Баш во овие наши соседни држави јас успевам кога ќе одам, ма и со стране заја, и дури да издействувам лобирање за мојата земја, ако сум така обичен, меѓутоа начитам во последниве години, знам што е Македонија и македонците и ќе успееме, ако секаде одиме и ја промовираме вистината. Знам за еден мој голем пријател од Ирска, што има сторено за мојата земја. Секој така треба, некој да не мисли дека нема да направи. Со секој, дај Боже тој од рај да сум го сретнал, јас да му кажам што е Македонија или како што сум спремен. Во овој момент само толку. Нека гледаат луѓето на рад и нека уживаат, Македонија ќе живее. Благодарам што го прикажуваш документарецот која прикажува вистинската слика за македонците, нашиот идентитет, потекло и постоење. Ова е спротивно на сите пропаганди што во наводници мислат добро на Македонија. Овој документарец него има вгледано и искрено сум исполнет и среќен со тоа што го покажува. Ние сме народ со огромна вредност и не е чудо што некои нации со наводна историја сакаат ова да го оспорат. Секе си дојде на свое место, само трпение и искреност. Се најдобро до емисијата и до тебе. Па искрено планирам прво овој документарец да им го поделам на сите медиуми, на сите, ќе им го испратам, ако се согласува и со гледачот што ни го испрати, нели, пошто е ова слободно, ќе го испратам и до владата, до сите партии, нека го погледнат и нека си го анализира секој како што сака. Ќе го испратам до сите мои гости што биле до сега, или ќе ги замолам да ја изгледаат репризата, бидејќи, нели, ова е документарец на кој не сум делувал ни ја, ни никој, таков е каков што е. Прочитавме која е неговата собственост и сето тоа како е прикажано. Изгреј зора на свободата, зора на вечната борба, изгрев душите и срцата на всички роби по света, тирани чудо ще направим, ни чуждо иго не го трпим, нашата крв ще ви удавим и пак ще ве ослободим. Изгреј зора на слободата, текстот ми го испратија. Добро, благодарам и за тоа. Продолжуваме понатаму. Господин Јанко, дали можете да покажете уште еднаш како може да гледаме што се случува во центарот на градот во моментално? Ве молам, бидете љубезен да ни кажете што треба да направиме за да можеме да гледаме и ние. Со почит Ристо Ивановски. Ќе ви кажам на крај на емисијата. Додека трае емисијата, нема да дозволам моите гледачи да ги префрлам на друг канал. Много едноставно, не треба ништо да направите, ама пред да ја завршам емисијата ќе ви кажам. Од разбирливи причини. Сакам и ја плата да си земам на први, а не да ми рече продуцентот мој, Јанко, све е у реду, али ми го опадна рейтингот. Имаш порака за јазикот и химната. Ајде да ја прочитаме и таа порака. А навистина стигнаа многу пораки вечерва. Пријатно сме изненадени. Браво за документарецот. Продолжи така. Ако можеш, пушти го клипчето од kirilica.com за случката пред B2 од некли вечер. Кирилица нема да го пуштиме, затоа што мислам дека и вчера направив грешка што го пуштив, затоа што едното девојче е тешко повредено, а луѓето си фаќаат сеир на туѓа мака. Очекувам полицијата да ги затвори насилничките, на кои не име прв пат тоа да го прават. Храбро, силно и достоинствено Македонија кон вистината и конечна слобода, дали тоа дуваат бугарски ветрови кон Македонија. Еве го тоа, што упорно го тврдам, дека нити сум бугарофил, не можам да ги смислам радикалните татари кои се обидуваат цело ова да го налепат со Бугарија, и кога ќе прочитам некој мој сограѓанин дека го налепува кон такво нешто, ја не знам, драг мој интелектуалец со поракава, да не те наречам со потешки збори. Зар не читаш дека овде се вика Македонија на македонците, дека се протестирало за независен... Кажи додека зборам. Дека се протестира за независна Македонија од страна на македонците, а не бугарите. Зашто
зашто овдека ја извртувате. Значи, крајната левица е радикалните комуњари кои, нели, све мислат дека почнало од 45-та па наваму, од една страна, и од друга страна бугарофилите на сладко мерачење на грците сега уживаат во таа поделеност. Знаеш што? Thank you and fuck you и на едните и на другите. Овде се работи за нашите предци кои барале независност на Македонија, а не приклучување кон Бугарија, или кон Србија, или кон некаква федерација, или кон Грција. Независност на Македонија на македонците. Не го извртувајте тоа. Дека јазикот во тоа време бил малку поинаков од денешниот литературен, кој го прифативме на Блаже Коневски, и тоа е факт. Ама пак тоа не бил бугарски јазик. Аман, толку ли сте неписмени? Не знам. Срамота е 21 век да немате грам основна писменост, барем за собствениот јазик. Добро вечер за следниот гледач. Ало? Повелете. Добро вечер, Јанко, ја гледам емисијата, одлична е. Само ова. Она што се говори во химната е гевгелиско-солунско наречие, а не бугарско. Продолжи. Ало, предлог еден, до вашата телевизија, ако може оваа снимка официјално, званично да ја пушти во продажба со дневните часописи, како што иде секојдневно, да речеме, како што Агенција за млади и спорт пушта. Мислам дека голем дел од македонците ќе сакаат да имаат оваа снимка на CD, символична цена, нека се донираат тие пари во некои средства, не знам, или вашата телевизија званично да го направи тоа. Сепак вреди да не ја си мињаме ние сите на своја рака, него тоа званично да има и химната, и овие снимки, и многу други, и овие емисии што ги прави вашата колешка Марина, мислам дека беше, ако не се лажам. Сакаме да ги имаме како картотека за нас, за нашите деца понатаму да си ги... Па добро бе, нели купивте за овие 30 години еден видеорекордер па да ги снимите? Па добро, ма потоа ќе го купиш и ќе го платиш. Благодарам за јавувањето. Значи, што се однесува до нашите емисии, ние не ги издаваме, но сосема слободно снимете се ги, користете се ги, но не ги умножувајте, не ги препродавајте, делете ги едни на други, но не ги препродавајте. За сега ние не ги продаваме. Се надевам некој дека ова ќе го сними, бидејќи овој документарец ќе го пуштиме и во други термини, чист, без мој коментар, без ништо, па ќе може некој на YouTube да го стави. Што значи, не само македонците, цел свет секој ќе може да го изгледа интегрално и без мој коментар, без ваши коментари, па нека си донесува секој собствен заклучок од овој документарец. Така, јас само вечерва не дозволувам некој да налепи дека ова пробугарски, дека е ова антимакедонски, дека е ова не знам што, наменето еден против друг или и стандардното, нели, оние кои се налепија на некоја идеологија да си ја бранат по секоја цена, и иако фактите очибено говорат за нешто сосема друго. Овие луѓе, македонската политичка организација, не е ни бугарска, не е ни грчка, не е ни српска. Автентична организација која само организирала фидбек за протести за независна Македонија. Нели? И тука неколку ќе видите неколку ликови за кои он вели дека се бореле против Атина, Белград и Софија. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Повелете. Јанко од Кумановци се јавам втор пат. Куде сте бе, Кумановци? Еве сме и ми. Што правите бе, Кумановци? Еве, гледамо емисију и уживамо. На која телевизија ме гледавте? Преко ТВ Крт гледамо. ТВ Крт, најбољи. Имамо овие слики што се. Многу се убави. Јас сум имал час да се борам за Македонија 2001. Браво, бе. Сега знам да сум погинаја, сега нема да ми било жал дека сум знае зашто ќе ги. Браво, бе, Кумановец. Овие слики су тако и да треба. Свакога македонца да знае дека Македонија на македонци и да се умре за Македонија не е жал. Така е, бе, Кумановец. Брате Јанко, со среќа и само напред. Ајде, да си жив и здрав, пријатно. Кога ќе бидат ке тебе во емисија Аристотел Тентов и Бошевски? Наскоро, вери сун. Веднаш ќе ви најавам штом ќе го оствариме, договориме нивното гостување. Во понеделникот беа кај Марина, ама некако ми помина, ни клизна ни зрака на сите,
па ќе ги вратиме за да бидејќи има и некои поенти што треба да се потенцираат во сето тоа и да се илустрираат. Секако колешката добро си ја заврши работата, ама немавме време, сосема ненајавена беше емисијата. Тоа е целиот проблем. Добро вечер. Вечер. Повелете. Јанко, овој филм тие празник за македонците. Нормално е тие што се фили, да не има одговара и многу да не ги фирма. Добро, благодарам за јавувањето. Од каде можеме да го добиеме овој документарен филм? Следете ја програмата, снимете емисијата, нека ја стави, некој го стави, некој во неколку дела на YouTube, искрено да ви кажам, не е проблем. Во денешно време, на целава техника, кога и еден DVD снимач кошта помалку од 100 евра, 4-5 денари, и на цел куп видеорекордери, па ја мислам не би требало никаков проблем да ви биде. Мислам дека нема да има, еве ќе имате утре репризата, сигурно ќе се прикажува и во други термини, се надевам дека мојот растргнат, расчеречен продуцент ќе ме удостои да ми каже во кои термини ќе го прикажеме независно овој документарец, ако иде, нели? Па ја тоа да ви го пренесам. Македонија на македонците. Дали овде има нешто бугарофилско? Не, тоа сами си. Добро вечер и повелете. Добро вечер. Повелете. Тоа сами си го правиме, господин Јанко. Така. Од 45 до 90 година, а некои беровски заврте бугараши мајкова не бе. Добро. Ви ја простувам цовката. Разбирам, малце повеќе боли од вообичаено, нели? Но сепак ќе морам да се извинам на гледачите, сепак не е долично. Одиме понатаму. Ако речеме дека не сме македонци, ќе излажеме, а со тоа ќе сгрешиме и пред Бога. Тоа авиончето може да се штампа на мајци, би било добра символика. Одлична идеја. Замисли тоа авиончето, Independence for Macedonia. Добро би изгледало сето тоа. Каде е овој народ од филмов денес? Кај се потомците негови денес? Дефинитивно ни треба Министерство за иселеништво. Интересен заклучок. Честитки за прекрасни часови по македонска историја на твоја емисија. Нека учи македонецот кој е и што е. Драги мои, ако ја пресечам емисијава и ќе ја завршам. Ја не знам што би продолжил после ова, не знам што би правеле. Нека остане оваа емисија ваква каква што е, пократка, но нека остане со овој дигнитет, бидејќи како таква и јас ја почувствував во ова. Мислам дека веќе го вртиме вториот круг од филмов режија, така? Сега ќе ми информираат. Дали имам уште некој на линија? Сега е 30-та минута, ама од вториот круг, така? Значи уште 30 минути. Аха, добро. One of the most renewed leaders of the Fighting Macedonia, born in Штип, Macedоnia. Така натаму и така не треба се. Може ова нашата редакција и да го иститлува, нели, да го преведе, овие текстови, па да може да се прочитаат. Дали имаме некој на линија, режија? Ајови Черноземски. Владо Георгиев, фотографот? Ама има уште еден Владо Георгиев, чика фотографот. Тој ми е школски. Тој е најдобар фотограф. Многу ми е скромно, другарчето. Јанко, погледни внимателно на кадарот со девојките и момците во Народна мосија, кога документарецот би бил во боја, ќе се види јасно дека тие носат ленти со бугарската тробојка бело-зелено-црвено. Пиреј од Македонија. Македонија на македонците и Бугарија овдека сега во ова да ми го лепите, ја стварно не видов нигде. Нити се спомна Бугарија, нити се спомна бугарско. Овдека видов протести на кои пише, а овие македонци мисле дека задоцниле. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Повелете, во програма сте.
тоа ќе се обратите кај Марина. Ја навистина немам податоци за тоа, благодарам. Од македонската литература јасно се дознава какви политички борби имало да се задуши македонството на Балканот, особено на врховистите кои работеле чисто бугарски идеи. Грција со негирањето на постоењето, србите кои 50 години биле во заблуда дека ќе го лапнат остатокот, но документарецов јасно покажува дека македонската политика била проширена низ цел свет. Ете, тоа се и коментари на мојот блог во врска со сево ова. Точно е дека се обидувале бугарски елементи да се внесат, па ако и некој дете, некој меѓу нив сигурно имало и некој бугарофили, ништо чудно, на некој дете да му закачеле, сепак тоа не говори дека овие луѓе биле за независна Македонија. Тоа ми е мене доволно важно. Не биле за Македонија во рамките на Бугарија, не биле за Македонија покрајнија на Бугарија, не зборат дека независна Македонија за бугарите што живеат таму. Не разбирате? Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Повелете во програма сте. Вака на почеток да кажам дека сум еден од големите борци на нашата блогосфера со нашите, како му да, источни соседи. Тешка борба имаш. Па не, токму тоа ми беше мене. Тешка борба имаш, пријателе. Токму и тоа ми беше целта на јавањето. По една твоја емисија пред неколку месеци го кажа на блог бугарите што народ се. Да, кај што има десетици илјади постови. Да. Јас сум таму еден од најревностните. Може би ќе ме најдеш на последните постови, ако нема некој нов. Добро. Но сакам да кажам колку е тешко да се води таа борба со бугарите конкретно. На интелектуално ниво, колку се бандоглавни? Не, друго ме е мојбетот. Добро. Луѓето се неверојатно подковани со факти. А види, тоа се неколку души кои се пуштени како кртеви намерно. Тоа се спремни луѓе. Не се тоа било кој. Јас гарантирам дека 95% и повеќе од нашиот народ да седне со нив да разговарат и се изгубат. Јас се расторив од барање, од литератури, од податоци, од интернет го преорав, мислам дека целиот. Водам, мислам дека релативно успешна борба, но би сакал за овој клип да ти заблагодарам до него. Овој клип ќе ми служи во тие надписи. Така. Мислам дека ќе биде алфа. Па да ти кажам, одма да ти кажам, на мојот блог прв пост имаше еден анонимно татарче, кој напиша, вика, џабе сте прикривале податоците, мислиш дека вистината, дека сте бугари, ќе ја сокриете. Наводно на филмов имало некакви податоци и транспаренти на кои пишуело Македонија, Бугарија и така натаму и припаѓа на Бугарија и се. Значи, на некој начин мене ме направија дека јас сум некаков маестрален манипулатор кој тука ги изменил документарциве, што е смешно. Да ти кажам, не расправав со него, само го избришав. Го избришав како задникот после голема нужда, уопште не се расправам со такви дегени. Не е целта да се расправа, работата е да се со факти, нештото да се сопричува, нема ништо да се постигне. Зошто нему факт да му дадам? Не валиден е. Факт е да им дадам на Европска Унија, факт е да им дадам на европарламентарците, факт да им дадам на нашите од власта, од опозицијата, за да знаат за што да се залагаат. Тоа се оние. Фактите да им ги дадам во ману, а на овие оризариве не ме интересираат искрено, немам што да им докажувам. Добро, еве вака еден предлог имам. Повели. На YouTube има доста снимки од убиството на кралот Александар во Марселј. Да, го имам прикажано неколку пати. Така, имам јас не знам десетина може би снимнато. Тоа кога сакам радикалните срби да ги нервирам, тоа им го пуштам. Па не, тоа е спек, како историја може чисто да се прикаже без антагонизми и такви работи. Не може без историја. И Иван Михајлов е наша историја, и Тодор Александров. Ние сме во Македонија доста, да речам, канализирано воспитување. Стоп. Во ред.
Македонска политичка организација, читам што пишува. Не, апсолутно јас не сметам борба со тие. Не. Треба ние да ги изучуваме така како Не се разбираме. како позитивна личност, треба да се каже. Ако бил негативна, нека бил негативна. Пријателе, се извинувам, нити се обратив тебе, коментирав што има на слика моментов, тоа е еден наслов која означува конвенцијата на Македонската политичка организација на Соединетите држави и Канада. Така, добро. Што е јасна дистинкција од она што бугарофилите сакаат да го протнат. Така, добро, да не се повторувам, веќе многу голема. Но ја ти честитам на борбата, бидејќи така и умот и перото се оштрат, се дознаваат факти. Драго ми е што си ја сакаш земјата, историјата, што си ја почитуваш, нели? И таа борба, таа приписка ќе те направи по-лукав, по-паметен, по-интелигентен, ќе ги знаеш фактите и ќе знаеш на кој начин они се обидуваат да изманипулираат се тоа. Еве само еден апел за македонците. Нека се информираат, да не бидеме како телиња кога тие ни кажуваат некои факти, а ние не можеме ништо да им одговориме. Да, тоа треба да тече факти само од поновата историја од порано ништо не знаеме. Мислам, би можел многу надолго за ова да кажувам, епнем сум во текстот работата, меѓутоа, еве, нека биде тоа за крај. Ти благодарам за јавувањето. Ние треба да бидеме апологети, како секој христијанин што мора да си ја познава верата, нели, и да биде апологет на истата, да знае за да ја одбрани од нападите, тоа е должност на секој христијанин да се надградува, за да си ја запознае верата, така и секој патриот треба да си го знае земјата, народот, треба да си ја знае историјата, бидејќи како ќе им пренесеш на своите поколенија кои се, што се, од каде потекнуваат, или сакате да правите луѓе печурки кои скапуваат на сонце. А такви ги гледаме по NGO-ава, Аморфус, Андрогинус, колку сакате. Луѓе безарбетници, безоблични безарбетници кои немаат ни собствено автентично мислење. Одиме со следниот гледач и тука некаде ќе завршиме емисијата. Ало? Ало, добро вечер. Добро вечер. Повелете. Еден практичен пример, значи, што би можело да се направи. Прво да се побара авторско право од тој типот што ви го донал ова, потоа, како што кажа претходниот гледач, да ето така да се издаде по некој од дневни вестници и на крај со тие пари, значи не со сите нормално, но со дел од тие пари да се направи нешто како Macedonium.org или па .net, значи сайт или портал каде што ќе можат сите овие работи да се симнат, значи зборувам за стварно организиран пристап на интернет, каде што ќе може сето тоа фино лепо да се среди, да се спастри, така да секој необразуван, значи како што кажал и претходниот гледач, значи се утепал барајки го преводил интернетот, секој кој што сака, каде што ќе може да си дознае нешто за својата историја, така малце зацкриена. И ако може уште една работа, би сакал да спомнам. Еве и Боја. Excellent. Дури и Боја, да. Еве и Боја, колор. Одлично, ова е времето да одлично ме потсети, значи јас сум уверен дека и ние имаме луѓе кои што се разбираат така графика и кои што си ја сакаат земјата. Чекај, и на кои што треба да им се даде едноставна прилика, значи се ова да се обработи, да се спастри. Сигурен сум дека постојат такви луѓе. Види ги што се носиве, прекрасно, младичу. Да, гледај како делува ова. Фантастично. Многу убаво. Леле како изгледа, па ние кај нас не сме направиле подобро вака естетизирана работа. Значи, сето тоа би можело фино лепо да се спакува и да се пушти на интернет, кога може... значи, идејата ми е нешто слично како што србите направија за Косово. Значи, DVD со такви работи може да се пушти во промет, да се соберат пари, да се поттикне создавањето на порталот и таму секој некој што ќе биде заинтересиран за својата историја да си дознае. Единствено вакво нешто само бесплатно да се дели, не би се согласил никакви средства да се собираат за вакво нешто. Да, ама идејата е да се идат во добротворни сврхи. Значи, сепак за тоа нешто да се направи на интернет, потребни се пари. За тоа идејата ми е, значи, нормално дека секој би требал и тоа би било без пари, ама на интернет. Така. Значи, идејата е во добротворни сврхи да се соберат тие пари, да се поттикне нов портал. И друга работа сакам да кажам, не би било лошо, значи, чисто како совет, сите оние што се таму во Ману да се пуштат во пензија и некои нови да дојдат
Едноставно така, нова мисла, нова идеја. Кој ќе остарите вие ќе дојдете? Шо? Знаеш како викаат, светот останува на помладите, ама која ќе остарат. Да. И ме интересира онака, кој бил тој онака што решил баш во Прилеп или Битола, битолското нарече да биде тоа со кое што ќе се кодифицира македонскиот јазик, мислам. Види. Тоа било демек најчисто, не знам, таква приказна ни продава. Не навлегувајте во тоа. Блаже Коневски она што направил во рамките на времето во кое го правил, маестрална работа, создавањето на македонскиот литературен јазик од многу нарече и така натаму. И ја длабоко го почитувам неговото дело. Може би има мани, може би не е совршено, но ја го почитувам. Добро, да речеме дека со добри намери тоа го направил. Сигурно, а македонски јазик е и битолски, и кумановски, и прилепски, и сите наречија и орицки. Да. А македонски литературен јазик е посебна форма и тој е жив јазик кој се менува. Сепак ја би сакал да видам, значи, за тој јазик и за јазикот што бил Друже, побрзо те молам само. Да, добро, се извинам, значи сакам да се сконцентрирам. Тоа да го видам и во учебниците по историја. Одлична идеја. Ти благодарам за јавувањето. Ќе го гушам и министерот за образование за овој документарец. Сакам да се сконцентрирам малце, да ги погледнам, не пуштајте во програма, да ги погледнам на раат. Може да ја пуштите музиката од оздола во програма. Оти во боја, на вистина делува поинако. Знаеш, кога гледаш црно-бело, делува дури и нестварно, како некој сон, се случило некогаш, некаде, во некое време, што нема врска со нас, а вака некако, кога ги погледнеш, да, сите овие, знаеш, делува моќно, делува спектакуларно, ги чувствуваш како современици. Само сосема искрено и спонтано ги споделувам моите чувства додека ги гледам овие протести на нашите дедовци. Не, дечиња, види ги што се тоа. А види ги што се подотерани, гледа какви елегант. Човече, не ти се верува. Ние сме биле цивилизација таму, не сме биле некоја проста маса, ние сме биле дел од општеството. Гледај како изгледале, дотерани, Режија, замолив да не вклучувате во моментов. Да уживам малце заедно со гледачите чисто во естетиката. Море невести дотерани, види. Добро, толку ни отидоа боите. Се враќаме во црно-белиот свет. Одиме со вашите јавувања. Уште колку има режија, можеш преку месенџера да ми испратиш уште колку има од документарецов. Добро вечер. Добро вечер. Повелете во програма сте. На телефон гледач од Новолисиче. Емисија ви е топ последни ви тварам. Меѓутоа, многу сум разочаран од тоа колку е голем број на трешниот непријател на нашата држава. Не е голем бројот, ама доволно се гласни да ти го пукнат тапанчето. Да, меѓутоа многу се возбуди вечера кога гледам какви луѓе се јавуваат, а живеат тука. И нашата држава ги ради, не знам што да кажам. Благодарам за јавувањето. Без борба нема победа. Без добри лидери нема успешни народи. Јас сум верен гледач, но исто така знам дека сте и соработник на Премиум магазинот, ќе ми извинете ако грешам. Сакам да ве замолам доколку имате информации, доколку имате желба да ми кажете, можам да набавам CD со византијска и старословенска црковна музика. Ово ќе ме оставите друг пат, господјо Јулијана. Баба ми родена 19 век знаеше дека е македонка. Тој го пишав на Кондолиза Рајс. Ми изненадуваат многу македонци кои не знаат кои се. Виолета.
и да видам уште некој од пораките. Режи, уште колку имаме до крајот? Може на комуникаторот да ми испратите? 13 минути. Ке ги догледаме тие 13 минути. Одиме со следниот. Ги уништите комунарове недела, пушти ги малку цеца, долга е раката на ВМРО од блогер. Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете во програмата. Во програмата баш мило ми е. Прикажувате Тодор Александров таму во филмот. Јас се чудам зашто Велес го кршија таму. За самоставна Македонија се бориш, за чисто. За Ваншо Михајлов. А крша... Слушайте, немојте ве молам да ми извртувате факти. Значи, кого направите статуа на Бранко Црвенковски или на Груевски во сопствениот двор, ќе ви ја срушат. Зошто? Затоа што такви објекти не се поставуваат без дозвола и на било кое место. Тоа е правило на секоја цивилизирана земја. Не е срушена таа статуа затоа што била на Александров, туку е срушена затоа што недозволено е поставена. Да не се правиме луди сега. Немајте, сега ќе влегуваме у тој муавет, ама нема да останам ја доволно доста за да го затерам натаму муаветов. И не ви го давам тој простор. Стварно не лажеле комунистите, Цацко беше во право, и он не знаеше дека е во право, Цацко не знам. Вратија снимката кај камионот кога врти има цела Македонија, никаде Татарија, поздрав. Да, точно. Добро вечер за следниот гледач. По самите народни носи се гледа дека се македонци, а не грци или бугари. Тука ќе приметите и можеби некоја чудна носија, да знаете дека има и хрватски носии. Бидејќи овдека се приклучуваат на дел од овие протести и хрватите на сличен начин со слична иконографија. Добро вечер. Добро вечер, господине, повелете во програма сте. Ало? Добро вечер, повелете во програма. Знаете, овде една гледачка од Скопје, која е одушевена од ова што го гледа. Го гледаме цела фамилија. Значи, нашите македонци, мислам дека и сега во денешни услови да го организираме ова во Скопје не би можеле електно и со ваква величина да го организираме. И уште нешто, значи, мислам дека нашава историја што сме учеле до сега е многу погрешна. Тргнувајќи од приселба на словените тука и сите тие работи што не учат со цевки и така натаму, па до нашиве херои. Сега ова што го гледаме, значи за Тодор Александров, јасно кажува дека бил човекот македонец. Мислам, повеќе од ова, не знам поголем факт за вакво нешто. Наша грешка е што ние до сега тоа не сме го прифатиле како такво, значи не сме го изучувале доволно, барем јас така мислам, и што дојдаа бугарите во Велес да му креваат бисти. И поради тоа мислам дека е целата работа поставена, баш като тоа што не е била поставена во двор, мислам тоа не треба. Меѓутоа, мислам дека е целата работа од тука призлегува и ние македонците сме си криви за нашите херои некои, што еднаш ќе ги оцрнат, недоволно ги гледаме фактите, недоволно учиме историја и недоволно знаеме. Добро, благодарам, господјо, очигледно многумина, скоро никој од вас не се сеќа на емисијата на промоцијата на книгата за Тодор Александров овдека што имавме во емисијата и никој не ни купи, ни ти прочита таа книга. Мора да се пази на една работа со клипот од снимката. Значи, во Америка е формирана МПО или Македонска политичка организација 22 година од македонците. Тогаш, во тоа време македонците претежно оделе на гурбет во Америка. Во истата година, како контрапункт, во Канада е формирана и МПО, Македонска патриотска организација. Кратенките се намерно исти, заради измама. Во Канада во тоа време претежно одат бугарите, што значи во Америка бугарите ги немало или многу малку ги имало. Во филмот што го вртиш има уфрлено и делови од канадската МПО за да ги искористи и нивните потреби. Значи гледно е дека се работи за нашите македонци и само македонци. Филип, не знам колку е точно се во ова, но дека такви работи и може би се случувале во тоа време. Како? Даниел, кажи ми. Не те разбирам.
Имаше назад. Вратете режија да видиме што. Ја малце тргнав погледот да ова е Empire State Building. Нью Йорк беше или Бостон ова? МПО Борис Сарато. Сега тука некаде има за коментирање. Види ги овие блузиве. Денеска се носат вакви се модерни. Овие везени. Ленени блузи. Цркна компјутерот. МПО Солун, Спрингфилд, Охајо. Добро, ова беше еднаш. И Борис Саратов, Канто Масило, Охајо. Добро, окей. Продолжуваме. Ви го презентираат. Презентс 30-тиот јубилеј на Македонска конвенција. Врати малце да видиме. '51 година. Колумбус, Охајо. Добро. Ке има репризи на село ова, ќе се изнагледа. Ево го, Empire State Building, кој го преселија од Нью Йорк во Охајо за атер на македонците, да таму се вее македонското знаме. Ама дојде Тито и им рече, нече мочи, прозор мора пасти. Затоа Бил Гейтс се налути, рече, ја у доске работам, па ќе видите вие прозор дал сме пасти. Ама 95-та се пишмани, па го направи првиот саглам Windows. Претходниот не му го рачунаме, тој 3.11. Предпоставуваме дека ова објектот, каде што треба да една ваква у Македонија да изградиме, зградичка, 102-30 спрата, не треба поише. Значи, 51 година можам да мислам на што играле овде, на Чак Бери. Предпоставувам дека е овде. Shake it, baby, shake it. Twist and shout. Забегавме малце. Пушти ми го звучиме да чујам шо музика иде од оздола сега. Истото е целото она. Немој да иде тоа, ќе ги уништиме луѓево психофизички. Може малце да се смени музиката. Ќе пуштите ви или ја да пуштам од кај мене? Режисјора. Еве ги носи, види ги. Еве го и Киро Глигоров. Сигурно он бил тамо. Тито го пратил. Еве ги галичките рукави. Да не те чуди, чим имало жени 51 година, активен бил стариот лисец. А очекувавте цело време ја да бидам сериозен? Немој ве, молав. Тоа ми у диагноза ми пише дека е невозможно. Хенри Кисинџер е, окей. 51 година, значи. Interesting. Чичко Ацо ми кажуеше, вика, кога македонците се собира од Југославија, вика, праќавме, вика, удбаши на тие протести, вика, да создаваат тепачки у масата. И тие што вика нешто за Македонија онака и ќе се Дингере. Фенге. Па добро, се сметало дека се ова е непријателско против Југославија. Сеќаш, се што ќе се изговори као Македонија за автентич, штуба и моми, браво мор невесто, овие некои може и ваши баби да се. Да, ма не ме снимај, молим те. Петре, те молам. Остави ме. Оле, до кога ќе ме снимаш? Ке се видам на телевизија. Oh, very beautiful girl, of course. I like it very much. Занемарете ги моите коментари, драги мои, јас стварно не знам што да искоментирам, а да иде во тишина или само со оној луп од музика, навистина може да биде и малку пренапорно во целава работа.
Се надевам дека ќе имате прилика во наредниот период и да го изгледате се во ова. Може би ќе налепиме малку повеќе музика. Ме интересира каде е знамето на Република Македонија во овој клип или америчкиот ли е доволен? Бидете поздравени. Благодарам за оваа убавина. Жалам што македонците едноставно нема историска среќа, ама има историски факти. Одлична идејата да се закаже еден ден и време и сите што се чувствуваат македонци да излезат низ целиот свет. Повеќето од нашите се од Источна Македонија. Благодарам за филмот. Секогаш правеле забуни бугарите. Дупло ВМРО. Точно. Оти удираш во боја. Вистината е снимена во црно-бел свет. Не прави сега втор Star Wars 6 епизода. Евете, кој те намести да ги пропагираш бугарашите од МПО? Драг мој пријателе, на работ сум да го објавам јавно твојот телефон па да се расправаш ти со нив. Ако тоа се бугараши. Па ја како мал знам дека најстрашно нешто беше да се спомне голема Македонија, етничките граници на Македонија, бидејќи нормално Тито тогаш имаше дел со грците, сето тоа да се македонското прашање за да се заташка. Еве ги Гари. Кај е сега мојата колешка? Од Гари. Да искоментира овде. Костур. Ау, како боли ова. Ау, како. Македонци од Костур. Браво, браво. Браво. Чкартов? Вардар. Клиден, така е. Пели сте. Тоа се организациите. Да. Бистрица. Ори. Оригјанецбек ти се тури наслова. Извинјавајте. Татковина. Победа. Викторија. Тингелингелинг, тингелингелинг. Даме Груев, организација. Отприле. Благодарам за оваа убавина. Жалам што македонците едноставно нема историска среќа, ама имаат историски факти. Ману е прегорено биолошко гориво, неупотребливо. Ова одлично го каже господин Гуштеров. Поздрав од Мира. Од овој бурек тровање добивте. Дојдете кај мене да ви дадам четврт да видите што е бурек. Лепота. Стварно, зашто не пише Бугарија? Да. Зашто не пише ова Бугарија и област Македонија, нели? Чудна работа, бе, не знаеле тогаш. Не бе, ова било бугарска пропаганда. Не, мислам, какви неписмени вечерва ми се јавија, бе, тоа е трагедија. Али само ова ќе не спаси, брат. Добро. Драги мои пријатели и пријателки, знам дека ти е чуден изговорот, ама тоа е песна правена 30-та година и тоа не е денешниот литературен јазик, но не е бугарски, тоа е оригиналот. Ги измеша последниве на Сарафов, ти се од бугарското МПО, а песната е бугарска. Епа,
твојот колега не се согласува со тоа. Океј, драги мои пријатели и пријателки, тоа беше... Јас сум програму сум? Дали сум у програм? Да, филмот заврши. Океј. Само сакам да ви се заблагодарам. Коментарите и стручните анализи ги оставам на некој друг. Ја овој филм го прикажав, па борам сега. Коската е фрлена. И кој има сила, желба, волја и факти и знаење, нека дебатира за се ова. За останатите работи, тоа е тоа. Нема да иритирам вечерва никого па да го прикажам атентатот у Марсеј, ама тоа за друг пат го оставам. Благодарам за вашето внимание вечерва. Лека ноќ и пријатно.